Животот на лицата со ретки болести и нивните семејства е многу комплициран, исполнет со многу предизвици и со многу проблеми. Во светот постојат меѓу 5 и 8 илјади ретки болести, секоја со преваленца од помалку од 0,1% од населението, но заедно тие чинат огромна бројка која засега милионски животи на глобално ниво. Ниту една земја, особено не помалите како што е Македонија, не може самостојно да се справи со предизвиците на ретките болести, но затоа може да се придружи на заедничките напори и да ги искористи можностите и примени придобивките од глобалните и регионалните напори за справувањето со сите аспекти, од здравствени потреби преку економски и социјални услови до квалитет на живот и самореализација. Во Македонија од 2015 година обезбедени се нови лекови за лица кои боледуваат од ретки болести. Во тек на 2015-2016 година се обезбедени 29 нови лекови за над 15 диагнози. Оформен е регистар за пациенти со ретки болести од кои се уште немаме добиено официјални податоци, но знаеме дека се регистрирани над 400 пациенти, над 70 диагнози веќе се внесени во овој регистар и се повеќе луѓе се регистрираат во тој регистар. Значи и самите пациенти поднесуваат барања да се регистрираат и да добиваат лекови, но од друга страна и докторите го прават тоа, значи и тие поднесуваат барања. Барањата одат до комисија за ретки болести создадена од клиничари од клиничкиот центар во Скопје и понатаму се носи барањето до министерство кога се работи за соодветен лек да биде набавен. Со цел да се подигне јавната свест за ретките болести под мотото "Заедно сме посилни", Сдруженијето на граѓани за ретки болести "Живот со предизвици Битола" со поддршка на Хепар-центарот од Битола ја започнаа кампањата по повод одбележување на Светскиот ден на ретки болести. Оваа година денот на ретки болести се одбележува во повеќе градови. Денес петок сме во Битола и во Прилап, понатаму во вторник ќе бидеме и во Охрид и во Скопје, значи се одржуваат повеќе настани. Самото тоа е потпомогнато и од организации, но и од семејства, значи пациенти, членови кои се со ретки болести. Во кампањата за одбележување на Светскиот ден на ретки болести трета година поред се вклучува и Хепар-центарот од Битола. Црнодробните заболувања, исто кај нив постојат ретки заболувања во однос на оваа проблематика, така да ние ќе ги посочиме трите најголеми проблеми, односно трите најголеми заболувања кои спаѓаат во ретки заболувања на црниот дроб, тоа е хепатоцелуларниот карцином, PBC, PSC, примерна билјарна цироза или колангитис како поново се нарекува. Во овој дел можеме да кажеме дека хепатоцелуларниот карцином за прв пат по толку години добива малусловен буџет во Република Македонија на клиниката за онкологија, каде што одреден број на пациенти 2017 година ќе бидат третирани. Тоа представува еден голем подвиг и чекор. Сепак и покрај забележливиот напредок во последните децении за подобрување на дијагностицирањето, третманот и рехабилитацијата на ретките болести во земјата, регионот и секако на глобално ниво. И натаму останува потребата за подобро разбирање на уникатните предизвици од ретките болести, со цел осмислување соодветни мерки за одговор во здравствениот, но и другите сектори на општественото делување, велат организаторите на кампањата по повод одбележување на Светскиот ден на ретки болести.